Ване, добро утро, екипата на Македонија наутро. Утрово се наоѓа во Центарот за прва помош при Црвениот крст на град Скопје, а денеска заедно со нас е доктор Емилија Чутановска, со која ќе разговараме за тоа како им се помага на лицата кои се во животно загрозувачка опасност и повредени во пожари. Господја Емилија, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, дали лицата на кои им е потребно белодробно оживување се наоѓаат во животно загрозувачка опасност? Добро утро на сите гледачи и сега да се вратам на вашето прашање. Животно загрозувачки ситуации, самото име значи дека животот на повреденото лице е во опасност и мора итно да се интервенира. Некој пат се секунди, некој пат се минути во прашање. Меѓутоа, доколку дојде до престанок на виталните знаци на лицето, мора одма да се пристапи лицето да се реанимира. Лицето, кога пристапуваме воопшто при повредено лице, кој што гледаме дека лицето не може да оствари со нас никаква комуникација и така натаму, има некој проблем, прво што треба да направиме е да внимаваме на вашата безбедност, да не се изложуваме на опасности, понатаму да се обидеме да направиме некој разговор со лицето, ме слуша, што ти се случи и така натаму. Воедно може на тој начин да утврдиме дали лицето е свесно, комуникативно, воедно да видиме очите дали му се отворени, затворени, да знаеме што понатаму би очекувале, доколку нема никакви контакти и реакции, следно нешто е што треба да провериме дали лицето диши. Во однос на проверката на дишење, потребно е, може да покажа малку, главата да се зафрли наназад, значи најпрво му приоѓаме дали ме слушате, добро ли сте, овој нормално не комуницира. Ослободуваме дишни патишта, на овој начин со зафрлањето на главата наназад автоматски се отвара долната вилица и треба да направиме проверка на дишењето додека изброиме до 10, да се наслониме увото и образот да бидат врз носот и устата на повреденото лице, а погледот према градниот кош да видиме 10 секунди дали лицето воопшто диши. Доколку има отсуство на дишење или при оваа проверка што ние ја викаме 10 секунди гледај, слушај, чувствувај, забележиме дека стомакот и градниот кош подрипнуваат, слушаме лицето како да крклја, како да хрчи, меѓутоа не чувствуваме воздух. Тоа е агонално дишење, кога човек испушта душа, не значи човекот спие, хрчи, ќе го оставиме, него мора да се пристапи кон срцево белодробно оживување, реанимација или CPR, како на луѓето им е познато. Така, сега ќе им прикажеме едно кратко срцево белодробно оживување на нашите гледачи. Што најпрво правиме? Кога се потребно е да се направи срцево белодробно оживување, битно е лицето да се постави на цврста подлога. Идеален е подот, што се вика, меѓутоа има ситуации, нели се случуваат незгоди, теренот не е равен и битно е под рбетот кај градниот кош да се постави некоја цврста подлога, затоа што кога го притискаме срцето помеѓу градната коска и рбетот, срцето да може да пумпа, затоа што срцето е, да кажам, еден волшебен орган кој што секоја минута од нашиот живот нели пумпа кислород, хранливи материи, размена низ целото тело, не одржува во живот. Во однос на како се изведува реанимација, има техники зависно од возраста. Возрастен во првата помош се третира секој онај од 8 годишна возраст па нагоре, од 1 до 8 како дете и доенчето од 0 до 12 месеци. Сега јас ова тука што ќе ви го прикажам, ќе се однесува за пружење срцево белодробно оживување кај возрастен, односно кај секој оној што е над 8 годишна возраст. Реков, треба да се постави на цврста подлога, сега нормално ако облеката нели треба да се раскопча и така натаму. Коренот на едната дланка се поставува средна линија на брадавици и градна коска, тоа би дошло тука некаде. Преку коренот на едната дланка поставуваме другата дланка и во форма на канџи со исправени лакти. Силата треба да доаѓа од рамениците, се прават притискања. Сега тука не смеам јако многу да притискам ради ситуацијава како ние. Теренот, значи се прават јаки одсечни движења без пауза.
Битно е дланките да се постават во форма на канџи. Се прават континуирано притискања. Градната коска треба да пропадне 5 до 6 сантими, тоа е, мислам, не е малку, многу е сепак. Настануваат внатрешни крварења, нас не интересира за внатрешните крварења, понатаму ќе биде третиран. Нормално е да дојде до пукање ребра и тоа не интересира, побаво е лицето да го спасиме, да му ги скршиме ребрата, него ли да го ставиме, да чекаме, да кажам, одредените служби што се јавуваме на бројот 112, да го превземат повреденото лице, односно службите за брза помош. Значи мора лицето што дава прва помош одма да започне со реанимација, затоа што мозокот без кислород може да издржи едно 5 до 7 минути, после тоа шансите за враќање во живот може да бидат со одредени последици или воопшто да ги нема. Затоа неминовно е да се почне одма со реанимација. Така, докторке, за крај на нашиот разговор зборуваме за лица повредени во пожари. Кои се вашите совети како да се реагира кон нив? Сега исто во пожарите настануваат различни ситуации. Лицето што се затекнало во некое пожарено место, просторија, може да се стекне со вдишување на токсичните гасови од пожарот, може со изгореници, може и тоа лице да западне во кома, во безсознание, може и таквото лице да изгуби знаци на живот и зависно од ситуацијата да се третира. Меѓутоа, сите ние што би оделе да пристапуваме на таквото место, на што секој пат ние во првата помош истакнуваме дека ние сме најбитни што ја даваме првата помош и воопшто во првата помош е целта што помалку жртви да има, а колку може повеќе луѓе да се спасат со што помалку материјали расположливи на себе. Значи, во ваквата ситуација кај повредените луѓе, ние се заштитуваме и понатаму правиме проценка. Доколку лицето е со вдишување на тие токсични отрови, нели ние се заштитуваме на било кој начин што ни се наоѓа при рака, гледаме таквите лица да ги снесиме на свеж воздух, подалеку од таквото место, самите да си се наместат во положба на која што им е угодно, пријатно, или пак лицата што сме ги извлекле кога ја правиме проценката, проверката за да видиме дали лицето е во кома или нема знаци на живот. Значи таквите лица што би ги затекнале на теренот треба да ги извлечеме исто на безбедно место и зависно тоа што сме процениле доколку лицето е во кома, во безсознание, да се постави во положба на опоравување. Не знам постерот колку се гледа, да се постави во странична положба, доколку лицето нема знаци на живот, да се започне со реанимација, доколку има изгорениците да се третираат со вода, со слоеви газа и така натаму. Доктор, ќе ви благодарам за вашето демонстрирање за гледачите на Македонија наутро. Се надевам дека овие совети што утрово заедно со нас доктор Чутановска ги сподели со гледачите на Македонија наутро, ќе користат за сите оние лица што се повредени во пожарите кои што во моментов беснеат во нашата држава и да се надеваме дека нема да имаме повредени лица кои помагаат во гаснењето на пожари. Ване?